27 март е светскиот ден на театарот. По тој повод, сакам да најавам дека Дом на култура Иван Мазов Климе, Кавадарци, се вклучува во одбележување на истиот. На репертоарот на театарската сцена моментално се игра представата "Не се клади на енглези" во режија на Диме Коцевски. И утре, сабота, во чест на одбележување на празникот ќе биде истата со почеток од 19 часот. Со поддршка на Министерство за култура во годишна програма за 2021 година, Дом на култура Кавадарци доби проект од областа на театарот. Реализирање на театарска представа "Тетовирани души", текст на Горан Стефановски, а во режија на Александар Малинков. Околу подготовките и самата премиера ќе прозбори самиот режисер Александар Малинков. Тука би сакала да ја споменам и детската театарска представа "Авантурите на принцезата Лили", во текст на Мира Станишев, а во режија на Микица Илова, која е веќе во завршна фаза, а премиерата е закажана за 2 април. Има повеќе причини за оваа кратка пресконференција, меѓутоа непосредниот повод е утрешниот 27 март, светски ден на театарот. По тој повод ќе ви ги пренесеме, ќе ви ги интерпретираме, ќе ви ги прочитаме светската и македонската порака за светскиот ден на театарот, но пред тоа сакам да кажем неколку збора за претходно споменатиот проект поддржан од Министерството за култура на Република Македонија од госпоđата Туриманџова. Маскава е протокол, не е театар. Театар не се случува, значи на самиот ден од тековниот репертоар. Тоа е премиера овогодинешна. Значи, и покрај цела оваа тешка борба, која трае веќе година и нешто, успеваме некако. Имавме и новогодишна представа, еве "Не се клади на енглези" утре вечер за светскиот ден на театарот. Почната е подготовката на "Тетовирани души". Се работи и за тоа подоцна Микица ќе ви информира на премиера на детска представа за многу скоро време. Ние се бориме, кога сме кај "Тетовирани души", тоа е масовен проект, меѓу 15 и 20 учесници има, што актери, што епизодни улоги актерски, што статисти, музичари, танчери и така натаму. Меѓутоа сите сцени на еден специфичен начин се поделени со минимален број на актери, 2, 3, така течат и пробите, почитувајќи ги сите протоколи, бидејќи за жал. Морам да спомнам, вчера загубивме еден голем актер во Македонија, млад актер, колегата Луран Амети, со големо жалење и ова морам да го споменам, од ковид, од оваа пошаст што не снајде. Инаку, "Тетовирани души", ако се оди како што треба, се надевам дека така ќе биде, динамиката е следна. Премиера е некаде крај на мај. Учествува цел овој мал ансамбл на театарот при Домот на културата Иван Мазов Климе. Играм и јас, покрај тоа што режирам. Тука е Диме Коцевски, тука е Микица Илова, тука е Диме Боцев кој е со нас. Ќе игра пензионираната наша колешка Милица Гочевска, игра повозрастните актери Љупчо Настов, Бранко Најдов, некои од помладата генерација, некои од најмладата и така натаму. Но за тоа потоа тековно ќе ви информираме за се. Мене ми останува вака во пресек на утрешниот светски ден на театарот да ви ја прочитам пораката, светската порака за 2021 која ја напиша колешката актерката од светски калибар Хелен Мирен. Ова време е многу тешко за изведувачките уметности. Тешко е на многуте уметници, техничари, занаетчи, на жените кои се борат за своето место во оваа професија, која без друго е одбележена со несигурност.
Може би оваа постојано присутна несигурност ги направи театарџиите поспособни да ја преживеат оваа пандемија со мудрост и храброст. Нивната имагинација, како да самата се преведува и пренесува во овие нови околности, во овие инвентивни, забавни и трогателни начини на комуникација, благодарејќи на насоките кои интернетот претежно ни ги наметнува. Луѓето меѓусебно си раскажувале приказни откако постојат на планетава. Убавата култура на театарот ќе живее додека ние обстојуваме на неа. Креативниот нагон на писателите, дизајнерите, танчерите, актерите, музичарите, режисерите никогаш нема да биде потиснат, а во блиската иднина тој повторно ќе прошета со една нова енергија и нови разбирања на светот кои сите ние го делиме. Едва чекам. Дали животот е сон? Дали сонот е живот? Зарем битисувањето на сцена не е сонување со очи ширум отворени? Меѓу просторот кој магично се протега помеѓу актерот и публиката, сега и тука, пореално дури од самите себе си, е она што ја исполнува суштината на театарот. Зарем не звучи како љубовта која е интимна, бескрајна, безвремена, дадена само и само по своја волја, слободна. Само љубовта може да ја смени неговата душа и само вистинската љубов може да го смени светот, да го оттргне волчиот замав од патот на алчноста и кукавичлукот кон оној на честа, охрабрен. Брехт прашува: во мрачните времења ки има ли пеење? И одговара: да, ки има пеење за мрачните времења. Во далечната 1606 година, кога во Лондон, за време на големата чума, театрите биле повеќе затворени отколку отворени, Вилијам Шекспир во самоизолација ги создал двете култни драми Кралот Лир и Макбет. Актерите ги напуштале големите градови, додека представите се изведувале на отворено во помалите места. Деновиве, додека чувствуваме дека од секаде не демне невидливиот тирани, водени од палката на неговиот ритам, тој кој не присили да се прибереме не само во своите домови, туку пред се во себе си. За прв пат после долго време какафонија, монолог. Толку тивок, а толку гласен, толку слободен, а заробен. Кризите секогаш се шанса за преобразба. Какви суштински промени ќе донесат последиците од пандемијата се уште не знаеме. Но она што со сигурност го знаеме е дека светот во кој што човечката жет за конзумирање го постигна врвот наспроти битисувањето и креирањето, човечката рамнодушност кон се околу него, општествената матрица која насила втурнува политички чиновници кои учествуваат институции и цели генерации луѓе. Актери е неодржлив и дека промените се неминовни и нужни како на општеството, така и на социјално, економско, човечко и културолошко ниво. Кога сите дефиниции за театарот паѓаат во вода за време на криза, предизвик и културна обврска на секој поединец уметник е да повикува на повисок степен на одговорност, иновативност, креативност и истражување во нови модели и форми на театарско битисување сега и во иднина. Денес на Светскиот ден на театарот, во време на голема криза, кога во изобилие го имаме само времето, ве поканувам да сонуваме со очи ширум отворени, да ја разбудиме креативноста преку која постоиме. На крајот, ве поздравувам со зборовите на бардот на македонската драма Горан Стефановски. Ке зборуваме или ке работиме? Ова беше, што кажа колегата, македонската порака по повод Светскиот ден на театарот, напишана од Сузан Акбелге, актерка од Националната установа Турска драма Скопје. Јас само ми останува да кажам дека, како што кажа и директорката, дека утре, мислам дека 7 или 8 реприза на
не се клади на енглези по повод Светскиот ден на театарот. Се надевам на полна сала, ама полна онака како што е, нели, по закон сега, со протоколи, запазени се разбира од наша страна. Течат подготовките за татуирани души. Исто со нетрпение чекам премиера таму, затоа што се работи за еден феноменален текст на како што кажа и колешката наша безвремениот Горан Стефановски. Тука е, кажавме, и детската представа. Еве, имам чест задоволство исто да го честитам Светскиот ден на театарот со тоа што ќе проговорам за премиерата на детската представа, која што веќе е закажана. Премиерата ќе се случи на 2 април, тоа е петок, наредниот петок од 19 часот. Представата се вика Авантурата на принцезата Лили, во текст на Мира Станишев. И тоа е одличен текст со голема порака која што сакаме да ми ја пренесеме на децата и на возрастните, значи за сите љубители на театарот кои што сакаат да дојдат и да ја погледнат. Позади оваа представа морам да кажам дека стои една одлична млада актерска екипа која што се надевам дека ќе продолжи да доаѓа овде во Домот на културата и ќе учествува и во представите и за возрастни и за деца, и се надевам дека ќе имаме потенцијални млади актери кои што сакаат да го продолжат, затоа што ова е навистина благородна работа што се работи овде. Во представата играат Кристина Јованова, Александар Видиков, Сашко Орешков, Надица Ангелкова, Јована Секуловска, Сијче Трајкова и Јана Крстева. Им благодарам на дечките за нивната ангажираност, иако во вакво време, каде што знаеме дека ни се намалени обврските и мораме да внимаваме. Им благодарам затоа што овој месец-два успеавме да дадеме премиера на представа која што претходната година беше во фаза на изработка, меѓутоа бевме прекинати. Но на моје огромно задоволство се радувам затоа што успеав да направам уште една представа каде што ќе можеме младите љубители да ги израдуваме, да им пружиме малце задоволство, затоа што навистина ми е жал што нашите деца немаат моментално никакви други активности освен училиште, значи немаме ни игротеки, се е забрането, така да се надевам дека ќе им пружиме една часовна забава и ќе можат да погледат нешто прекрасно. Сакам малце да кажам околу екипата, освен актерската екипа, музиката и светлото се на Маријан Тодоровски, суфлерите ни се Благица Илиева и Валерија Пашова. Сценска поддршка имаме од Име Темков, костимографијата на Сара Милевска. Им благодарам на сите за несебичното учество и им благодарам на целиот тим на Дом на култура затоа што навистина е тешко во вакво време да се организираат представи и да се запазуваат сите можни работи и да функционираме така како што досега функционираме. Благодарам исто така и на директорката Јулијана Ториманџова за поддршката што ни ја дава цело време и сакаме да изработуваме нови проекти и да имаме други ангажмани. Тоа се разбира ќе го направиме и во текот на наредниот период, за тоа ќе бидете сите известени. За представата можам само да кажам да ги поканам сите љубители што се љубеници на театарот, дали за возрастни, дали за деца, посебно за децата, да дојдат на премиерата, да ја погледнат. Веќе наредната недела се закажани и репризните представи. Ќе бидете дополнително известени на страната на Домот на културата, можете да го следите тоа. Исто така морам да кажам дека заради ситуацијата картите можете да си ги резервирате по месенџер на страната на Домот на културата, можете да се јавите телефонски заради намалениот капацитет од страна на седишта.
Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.